Почитувани гледатели, драги пријатели, трагатели по вредности и се разбира, браќа и сестри во Христа, драго ми е што еве стартуваме со третата сезона од емисијата Потрага по вредности. Ние за овие 3 сезони снимивме 28 емисии, сега ова е 29-та, значи имавме можност да обработиме доста теми. Цело време бевме домаќини, соуредници и соводители на емисијата со презвитер Ивица Тодоров. Поздрав, Брадушко, и поздрав до сите гледачи на третата сезона на Потрага по вредности. Сите од 3 телевизија. Така. Се разбира, за стартот на оваа емисија одбравме една тема што мислиме дека е суштинска, дека е многу важна за секој човек, за секоја личност, а тоа е за животот, за смртта и безсмртноста. Значи, денеска овие 3 нешта ќе ги поврземе во едно, а се разбира и многу други нешта влегуваат во животот, смртта и безсмртноста. На почетокот, нели, наједноставното прашање од Ецивица. Што е животот? Малку околу овој момент, за да знаат гледачите на оваа емисија Потрага по вредности, дека до формирање на оваа тема, па и на доста други теми, кои веќе ги поминавме, па се надеваме и на следни теми, учествуваат и нашите гледачи, затоа што еве конкретно мене, пошто ние ги постираме овие емисии на YouTube, можат оние кои не ги гледаат на сите 3 телевизија да ги гледат ова постирање на YouTube. Значи, оние што ги гледаат на лична порака ми праќаат како своји размислувања, ставови и исто така и отварат теми. Така да оваа тема е иницирана на еден начин и од нашите гледачи. Така, значи, нас ни е драго што сепак емисијата е доста гледана, добиваме коментари, добиваме сугестии, ние се обидуваме да бидеме што поинтересни, меѓутоа и што пополезни за нашите гледатели, за да може таа тема што избереме, што сме избрали да биде корисна. За нив верувам дека најкорисното нешто да откриеме ние што е тоа живот, што е тоа смрт, дали постои безсмртност. Мислам, овие се суштински прашања не само во христијанството, не само во духовноста, за секоја една личност е најсуштински. Човечко битие така, од секојаш во целата историја на човештвото, мислам, овие се суштински теми, суштински прашања, суштински проблеми, суштински предизвици. Сега, ние ќе се обидиме да дадеме одговор, затоа што и нашите гледачи на еден начин, знам, суштинска ми е таа потреба да го добијате одговор, но колку сме ние во можност тоа да го направиме, веќе се обидеме со Божји благослов. И како ќе го дефинираме животот од Ецивица? Значи, кога човек размислува за постоењето, Брадушко, најлогично е да нема постоење. Најлогично. Ќе објаснам всушност што сакам да кажам. Затоа што постоењето е многу комплексна состојба. Еве сега постои животот во овој свет, оваа наша планета, физичкиот универзум, духовниот универзум и се уште што ние немаме никаква представа за тоа што е тоа што се постои. Па во тој контекст легува и постоењето на Бог и така натаму. И сега штом нешто постои, а ние сме сведоци за тоа дека постои, конкретно постои нашиот живот, постои овој свет, постои нашиот планетарен систем, нашата галаксија, до кај може да дојдеме со телескопите и со нашиот ум и така натаму. Значи, сето тоа што го гледаме и што постои во нас предизвикува многу прашања. Така. И многумина не може да дадат точен одговор. Сега гледаме ние и колку науката се мачи околу тоа, еве колку и теологијата и сеопштиот човечки ум, сеопштото човечко знаење со векови се труди да ги открие тие нешта, но ние како верници, значи како луѓе кои ја даруваме својата доверба на Творецот. Значи пред се нашето формирање на сознанието, на тоа што не обкружува надвор од нас и оно што е внатре во нас и така натаму, значи, односно за феноменот на животот, одговор зимаме од Светото писмо, односно од Божјото откровение. Не случајно го говорам, затоа што баш кога ја подготвував оваа емисија, односно оваа тема, се прочитав една многу интересна поука од старците од египетската пустина. Сега еден од тие мудри старци тамо, подвижници, го прашале што е тоа философија.
дали философијата може да одговори на овие суштински прашања. Така. И он вели, јас ги доживувам философите, односно мудреците од овој свет кои размислуваат по логиката и силата на својот ум, како луѓе кои се наоѓаат во темна соба и бркаат темен мачор кој не постои. Духовито. Духовито, да. Значи, што сака да кажат? Тоа е принцип на спознание, пустинските оци, односно оците на црквата и така натаму, дека на човековиот ум му е многу тешко да говори, односно да влезе во тие нешта што се над неговите способности. Ние, например, не можеме да влегуваме во нивоата на вечноста, да говориме за Бог, надвор од тоа што Бог не го открил за себе. Или за тоа што се наоѓа надвор од овој свет, за духовниот свет и така. Многу тешко е тоа. А дури за внатре во нас. Па и за многу работи. Еве, конкретно кога ние говориме, еве, ќе се отвори таа тема околу човековата душа, ние можеме многу лесно, особено денеска со постигнувањето на науката, да говориме за телото. Но за човековата душа веќе одма тука умот човечки се сопнува и така натаму. И сега кога вика за теолозите, многу интересно исто старец кога праша, добре, вика, а теолозите дали можат да ја пронајдат вистината? Вика, теолозите се луѓе, исто како филозофите, кои се наоѓаат во темна соба и бараат црн мачор или црна мачка, небитно, и понекогаш и го наоѓаат, ама многу често им се случува да видат тоа ѓаволо. Многу интересно вака. Значи, што сака да кажат со тоа? Значи, многу често ние луѓето, еве, дури теолозите и духовниците и така натаму, кога не сме, ајде да го употребам тој збор, послушни, односно предадени на Божјото откровение, и кога теологизираме со нашиот ум. Многу често доаѓаме до вистини кои ѓаволот ни каже во нашиот ум и ни го збунува умот уште повеќе, така натаму. Значи, како заклучок еден, за да се говори за животот, за овој феномен на постоење, така натаму, треба се говори со смирение. Смирение не како состојба на опуштеност, како смирение на отсутство на само себе издигнување во умот. Значи, треба да го смириме нашето знаење, нашиот обид за нештата, ние да ги објасниме и да се отвориме полека феноменот на животот сам себе си да се открива во нас. Тоа би било некаков одговор. Така, јас мислев дека тоа, барем за почетокот на емисијата, за клучокот, дека треба да имаме отворен ум пред се, за да можеме да откриеме не само што е животот и што следува од тоа. Така, иако мора да се признае дека човекот има повеќе гносеолошки спознани апарати, односно способности од Бога дадени, значи умот е или рационалниот пристап е еден аспект. Тука имаме и интуицијата, и имагинацијата, емоцијата исто така, и отворено срце, отвореноста исто така, да. И состојбата на срцето, во каква состојба се наоѓа нашето срце, говориме не за срце сега, ако ќе говориме понатаму, не за срцето како пумпа, за онтолошкиот центар, значи за центарот на нашето битие. Комплексни се овие работи, братушка, полека ќе се обидеме да ги објасниме. Така, и што вели сега Светото писмо? Од каде потекнува животот и што можеме ние да направиме со нашите животи? Еве сега и да го дефинираме. Животот е тоа и тоа, ама ние имаме собствен живот и како во тој општиот целокупниот живот да се вклопиме? Значи, Божјото откровение, запишано на Светото писмо, ни открива, значи, а Божјото откровение е откриено од самиот Творец. Значи, Божјото откровение ни открива дека се што постои, значи, не само на оваа планета Земја, не само во овој планетарен систем, не само во нашиот физички универзум, не во останатите духовни димензии на екзистенција и така натаму, се што постои, се е создадено од нашиот Творец, од сесилниот, или на еврејски Елохим, значи, или ние го користиме терминот Бог, ама евреите користат многу попрецизен термин Елохим, што значи сесилен, оно што има полнотата на животот во себе. Значи, животот е творечки акт на оној кој извор на животот, односно феноменот на постоење и на оно се што екзистира во сите димензии на постоењето е всушност плод на творечкиот акт на оној кој во себе има полнотата на животот, нашиот Бог, нашиот небесен Отец со Светиот Дух и со својот единороден Син и со своето Слово. Значи, ако веќе
однатре говориме за тој што е сесилниот. Значи, Така. тоа е се што постои творечки акт. И се што постои, сесилниот, односно нашиот творец го одржува. Сега, зошто сето тоа постои? Кој е смислата на сето постоење? Зошто оној кој вечно постои, се тоа го создал и кога го создал и така натаму? Тоа се многу сериозни прашања. Така. Да. Може би ќе одговариме, ќе се обидуваме да дадеме одговор на некои од следните емисии. Да. Добро. Дали може да почнеме од првата реченица во Светото писмо? На почетокот беше небото и земјата. Не, на почетокот Бог го создаде. На почетокот, да. Значи Бог го создаде небото и земјата. Така почнува. Е сега што фактички тука е зародишот на животот. Меѓутоа што значи ова? Значи самото тоа, самото Свето писмо, односно Божјо откровение, тоа што е запишано во првата книга Мојсеева, ни говори за она што предмалку го кажав. Значи, се има свој почеток. Ништо не постои само од себе. Значи, се што постои е создадено од Творецот. Со конкретна смисла и цел. Е сега, некои од оние што постојат ја разбираат таа смисла и цел, некои не. Зошто и како не ја разбираат, тоа веќе друга тема. Така, значи, одговорот на тоа што е постаро јајцето или кокошката, Светото писмо дава дека на почетокот се има еден креатор. Така е. И тој креатор се искреирал. Така е. Се промислил, се има зародиш. Да. Значи, тука е голема борба, се уште има во денешниот свет, мислам дека секогаш била. Затоа креационистите велат дека овој свет има еден креатор, има еден творец. А оние кои веруваат во творец, во креатор. Творецот, има други велат, па кој знае дали е така, можеби се само од себе си настанало. Тоа е еволуционистичкиот пристап, но значи, реков разграничиме тие. Реков предмалку дека постоењето во овој свет, особено пак кога човекот отпадна од онаа состојба за која беше создадено самиот Творец, значи тоа е едно духовно верување откриено самиот Творец, например многумина денеска, например го негираат тој факт дека постоеле нашите прародители Адам и Ева. Так. Значи го негираат фактот на креатори, така натаму. Тоа е нивната слобода, затоа што Бог го создава човекот како личност со слободен избор. Так. Односно, може да избере да го прифати својот творец, својот креатор, може да не го прифати. Так. И се има луѓе кои го прифаќаат и луѓе кои не го прифаќаат. Исто така и кога се говори за создавањето на човекот, во тој контекст, значи, так. Оние кои го прифаќаат Божјото откровение, значи не говорам за слепо прифаќање, значи верата не треба да биде слепа. Значи и како да се биде христијанин, значи човек да го уклучи својот ум. Так. И да истражува, затоа што самиот Христос тоа го вели, истражувајте ги писмата. Значи тоа Божјо откровение не е дадено за слепо верување, туку да бидеме ученици на креаторот. Значи, преку Божјото откровение ние полека преку информациите што креаторот ни ги дал, Творецот наш небесен, Отецот наш небесен, ние почнуваме полека да го разбираме овој свет и да го разбираме човекот. И смислата на неговото постоење. Се разбира и создавањето на човекот како акт на креаторот. Значи, според Божјото откровение, Бог, Елохим, сесилниот, тој што е вечниот, го создава човекот. Се многу интересно на кој начин. Така, сега доаѓаме до вториот дел од трилогијата денешна, значи смртта. Ние гледаме дека постои живот, меѓутоа гледаме и дека постои смрт. Меѓутоа, дали е тоа според Божја промисла така или пак Божјата промисла е нешто друго? Значи, пред да проговориме за смртта како негација на живот, всушност смртта е негација на живот. Ние кога гледаме смртта околу нас, ние гледаме дека смртта е состојба која го одзема постоењето, односно животот, односно го негира животот. Так. И сега, за да ние се отвориме и да можеме да размислуваме за смртта, мораме пред се да разбереме зошто и како Бог го создал човекот. Так. Што е многу битен момент. Значи, многу битен момент. И мислам дека и ова на многумина ќе им помогне да го разберат вистинското библиско откровение, односно Божјо откровение за
создавањето на човекот. Так. Денеска многумина, дури оние што се нарекуваат христијани, православни, така натаму, имаат едно доживување за човекот кој не е баш библиско, односно не е христијанско, не е според Божјото откровение, повеќе наликува на философскиот аспект на тоа како древните, односно античките грци или индици, така натаму, го разбирале, предпоставувале постоењето на човекот. Значи, едните и другите, односно едната и другата философија или едниот и другиот обид за расчистување на тоа како човекот започнал да екзистира во овој свет, сите тие постоењето на човекот, односно и античките грци и индиците и сите оние кои плюс минус гравитира или биле под влијание на оваа филозофија, значи сите тие имаат свое филозофско уверување дека човекот има предекзистенција, односно човековата душа има предекзистенција пред телото негово. Значи прво постои човекот како духовно битие, па потоа не објаснуваат на кој начин човекот станува телесно битие. Значи, тој моменти ми е матен и не објаснуваат како се човекот станува телесен. Има разни митологии во тој контекст, но еден рационален здрав пристап не може да се изведе од сето тоа во што они веруваат и како они ги поставуваат работите. За разлика од овој пристап, библискиот пристап е многу конкретен. Значи, ако говориме за човекот, значи Божјото откровение говори дека човек еднакво на, значи човек, Адам, значи Адам во општа смисла на зборот, Адам е еднакво на одуховено тело. Одуховено тело, ќе објаснам сега. Значи, Божјото откровение ни уште на почетокот во првата книга Мојсеева ни говори дека Бог, нашиот Творец, првин го создава телото на човекот. Значи, прво е создадено телото на човекот. Значи, телото на човекот е врв на организираната органска материја, односно една совршена биохемиска машина. Телото на човекот. Телото на човекот и таму конкретно се говори дека телото на човекот е создадено од прав земен. Од прав земен. И сега тоа е терминологијата од она време, 1400 години пред Христос. Денеска тоа би било објаснато на друг начин. Значи, од сите елементи од кои е создаден материјалниот свет. Така, дури научно е потврдено дека се што има во човековото тело, има и во земјата. Така, во целиот универзум, во правот земен, не само на планетата Земја. Така, значи со една таа терминологија таква и науката го потврди дека е навистина така. Можело и да не испане така, да нема човекот. Но науката, односно човековиот ум, истражувањата на природата, на Божите закони во природата, го потврдуваат Божјото откровение. И на крај на крајите денеска тоа најдобро го потврдува генетиката. Односно, како настанува новиот живот во утробата на мајката. Значи, сперматозидот носи генетска порака, јајцеклетката исто така носи генетска порака, значи ДНК, РНК, и ако одиме во генетската порака, што е составена генетската порака, па ако се изразиме со терминологијата на Мојсе и на луѓето од она време, би проговориле за прав земен. Значи елементи од ова материјален свет кои се организирани неискажливо. Значи кога ќе видиме ние ДНК, РНК и така натаму како изгледат, се фасцинантни. Но Бог го создава прво телото на човекот како највисок степен на организирана материја. Значи 6 дена од создавањето, врвот на Божјото создавање во овој свет е телото на човекот. И сега, ако телото на човекот останеше до тој степен, значи тоа ќе беше една убаво, добро организирана биохемиска машина. Како и другите најдобро животно може. Не би се движел. Животните се на друг принцип создадени и така натаму. Значи, тука имаме еден многу битен момент. Значи, Бог вдахна дах животен и човекот стана жива душа. И сега, многу интересно сега како ќе се слуша што е тоа, каков дах. Ние веруваме, според тоа како самиот наш Творец ни се откри, дека Бог е наш небесен Отец, кој создава преку своето слово, преку својот збор, преку својот единороден син, во силата на својот Дух Свети.
Дух Свети на еврејски е руах хакодаш, значи тоа е третата личност на троединиот Бог и третата личност на троединиот Бог е она личност која интервенира, еве така да се изразам, со таа божествена енергија. Значи со тие божествени несоздадени енергии и сили, со таа божествена љубов, односно со тој божествен живот. Тоа е тој дах животен што човекот го примил преку Светиот Дух или руах хакодеш на еврејски. И сега човекот, односно тоа тело станува одуховено, односно станува оличноснето, станува личност. И на еврејски би било тоа душа жива или нефеш. Нефеш, значи нефеш има многу значење во еврејскиот јазик, но најсуштинското значење на зборот нефеш е јас, човек, односно денеска тоа психолозите, филозофите, теолозите го објаснуваат и со терминот собство. Значи, кога Бог го одуховил од него создаденото тело, човекот станува жива душа или личност. Значи станува идентитет, станува битие кој има свесно за себе си. И на тој начин станува битие слично на Бога. Така, значи според Божје подобие и според Божји лик. Така се вели таму, значи подобието значи ги има тие особини, квалитети што Бог ги има, тоа е Божјиот образ. Селим на еврејски. Образот, значи облик добива и облик и добива и така. Значи личност. Бог во тој принцип, значи кога вдахнува дух животен во тоа тело на Адам, значи Бог дал можност тоа одуховено тело веќе да биде личност, да биде идентитет, да биде јас. И сега тоа е многу интересна работа. Таму уште во Светото писмо се говори дека Бог го создаде човекот под образ Божји, односно го создаде според свој образ, односно според своите својства и потенцијали. Сега Бог го повикува ова создадено од него битие да стане нему слично, а тој процес на формирање на сличност со Бога се вика уподобување на Бога или Божјо подобие. Така, тука ќе направиме една мала пауза. Отец Ивица, ќе пуштиме една духовна песна за малку да релаксираме атмосферата и да им овозможиме на нашите гледатели да размислат за ова што до сега го кажавме, а потоа ќе продолжиме понатаму. Милосердный Отец, слабый немощен я, как несчастный слепец, я хожу без Тебя. Ты мой ум просвети, благодатью живой, дай мне радость в пути по пустыне земной. Пред Тобою, Отец, я склоняюсь с мольбой, и пришел Твой чертог с обнаженной душой. Видишь язвы мои, они страшно болят, и страдания от них о грехах говорят. Ты блудницы простил, пощади меня, хоть я тяжко грешил. До последнего дня, хоть я тяжко грешил, до последнего дня. Я мою свой грех
покаянной слезой. Буду жить ради тех, кто обижен судьбой. Заплачу во 100 крат, кто обижен был мной. Пусть не плачет мой брат, не тоскует душой. До конца моих дней буду ближним служить, и как ты, Отец, милосердно любить, и как ты, Отец, милосердно любить. А теперь каюсь я пред тобою, Творец, пощади ты меня, милосердный Отец, и чтоб весь целиком я твоим был рабом, чтоб меня не увлек этой жизни поток. Хоть я тяжко блуждал естеством и душой, твой закон нарушал, дерзновенно рукой твой закон нарушал, дерзновенно рукой. Из нужды нищеты мне исход укажи, и в несчастье беде ты меня поддержи. Ты создал все вокруг, в том числе и меня. Ты же знаешь, Отец, я ничто без тебя. Сколько раз я, Отец, про тебя забывал, сколько раз падал я, сколько ты поднимал, сколько раз падал я, сколько ты поднимал. Грешен я пред тобой, мироздание Творец, но молю, подожди отдавать мой венец. Без любви ведь твоей не смогу я дышать. Помоги мне, Отец, адских мук избежать. Помоги выполнять только волю твою, чтоб тебя, мой Отец, вечно видеть в раю, чтоб тебя, мой Отец, вечно видеть в раю. Од денешната тема во која зборуваме за животот, за смртта и безсмртноста, стигнавме до оној дел кога Отец Ивица ти објаснуваше како настанал животот на човекот, односно како е формиран човекот, како тоа е личност која ја има таа привилегија да биде сличен на Бог, бидејќи и Бог е личност. Во христијанското сваќање, за разлика од некои други сваќања, каде што Бог го разбират како некоја енергија, некоја абстракција, во христијанството, па и во аврамските други религии, Бог е личност. Само треба мал само интервенција. Кога ќе се употреби терминот личност,
не секогаш ние да го поврзуваме тој термин, односно Така. постоење како личност, како постоење во некаква форма што ние се проектираме за Бог. Така. Да. Значи, кога ќе кажеме личност, тоа е многу апстрактно, но со тоа кажуваме дека Бог е битие кое е само свесно. Значи, не е нешто апстрактно, не е нешто како некаква безлична енергија или некаков општо секаде присутен етички закон и така натаму. Бог е битие кое вечно постои, кое е личност која е само свесно, како што и човекот, само за разлика од човекот, Бог е вечно битие. Така. Заедничка особина и за Бог и за човекот е слободата. Значи, Бог слободно креира. Да. Сите своји потенцијали што ги има, до крај ги изразува. За разлика од него, човекот исто така слободно креира, ама не ги изразува до крај своите од Бога создадени потенцијали, заради неговиот слободен избор што може да ги... тој одбира со собствената волја во која мерка ќе го изрази тоа што му е од Бога даде. И кај ќе насочи својата волја, својата енергија. Тоа што му е од Бога даде. Така, пред малку Брадушко, кога пред да говориме за создавањето на човекот, ти го отвори тоа прашање за проблемот на смртта. Така. Значи, Бог не го создаде човекот за смрт. Така. Бог го создаде човекот, говоревме, прво, човековото тело, односно телото на Адам, па дух животен и човекот станува жива душа, значи образ Божји, кој е повикан да се уподобува на својот Творец и да стане вечно добробитие. Така. Вечно добробитие. Значи, да биде сличен на својот Творец и да учествува во таа тајна на постоењето, односно во таа тајна на животот. Така. И да ја растајнува. Така, да расне и да се развива. Да, тоа е тоа, затоа човекот е личност. Тоа е живот. Затоа што човекот не е создаден како затворен систем. Так. Човекот е создаден како личност и затоа нашиот Творец во рајската градина Така. на Адам и на нашата прамајка Ева, им вели од секое дрво во рајската градина можете да јадете, само од дрвото на спознанието на доброто и злото не смеете. Така. Значи, сега тука се отвора тој проблем на злото, можеби тоа веќе некогаш сме го говореле тоа во останатите емисии, за но тоа. значи со тоа Бог го отвара сознанието на нашите прародители дека освен доброто, Така. во од него создадените нивоа на екзистенција и во духовниот и во материјалниот свет, за жал постои зло. Сега, од каде е злото, целта на злото, тоа е веќе една друга тема, Меѓутоа, сериозна. накратко, за да ги подсетиме нашите гледатели, од каде доаѓа злото, ако веќе постои во некаква пошто веќе форма. кога говориме за личност, Так. затоа што злото може да биде производ само на личност. Така. На личност која погрешно избира. Така. Значи, ние, од тог пред малку тоа го спомна, значи, за жал една личност во ангелскиот свет, на ниво на таа висока небесна ангелска хиерархија, Херувим, Така. кој го е носил името Луцифер или светлоносец и така натаму, тој, таа личност, свесно, значи свесно, како личност, затоа што личноста е свесна, тоа е одликата на личноста, и слободно, Така. поттикната од својата завидливост, избира да се спротистави на добриот принцип на екзистенција, значи негација на доброто, и кога тој во себе и надвор од себе започна да го негира доброто, тогаш, како последица на таа негација на доброто во него и надвор од него, започнала таа состојба на злото. Која е негација на доброто? Како што и смртта е негација на животот. Така. Како што и лагата негација на вистината. И сега, за жал, тој отров на оваа личност која започнала да го негира доброто, за жал тој отров преку непослушанието на нашите прародители Адам и Ева во однос на Творецот, затоа што Творецот им вели: немојте да јадете од дрвото на спознанието на доброто и злото, затоа што во денот кога ќе вкусите ќе умрете. Така. Значи, имаме зло и значи оној кој смрт. учествува во злото веќе учествува во една состојба против животот, Така. негација на животот, тоа е смртта. И ние гледаме дека всушност тоа и се случило. Значи, во денот кога измамени од непријателот на животот, вкусили од неподготвени духовно, личностно, несозрени од дрвото на спознанието на доброто и злото, нашите прародители умираат. Значи, Так. и тука
во нив се создава за прв пат онаа состојба која ние знаеме како духовна смрт. Значи, они не умреле биолошки. Значи, нивното тело е се уште живо. Така, и не умират веднаш, Да. како што значи, се очекува. нивната биолошка смрт се случува многу покасно. Значи, се случува нивната духовна смрт, која е за Бога многу пострашна од биолошката смрт, од смртта на телото. А духовната смрт значи прикинување на тој однос со тие божествени, животодавни, животоодржувачки енергии. Така. Односно енергиите на Светиот Дух, на Руах Хакодаш, значи на духот на животот, на духот на вистината. Кога се инфицирале со злото нашите прародители, делувањето на злото било такво да тие го изгубиле делувањето на духот во животот внатре во себе. И во моментот кога го изгубиле делувањето на духот внатре во себе, на духот свет, на духот Божи, на духот на животот, тие духовно умреле. Така. Значи, односно, нивната личност се нашла во состојба на духовна смрт. Значи, екзистенцијата, состојбата на личноста на Адам и Ева пред инфекцијата со злото и по инфекцијата со злото е крајно различна. И ние гледаме дека по инфекцијата со злото, по настанокот на духовната смрт, а духовната смрт прогресира од денот на духовното умирање на нашите прародители Адам и Ева, ние гледаме денеска духовната смрт како владее со овој свет. Огромен процент од луѓето кои денеска живеат на планетата Земја или живееле во минатото, а и така ќе биде за жал во еднината до второто Христово доаѓање, се наоѓаат во состојба на духовна смрт. Значи тие се биолошки живи, да. Нивното тело како биохемиска машина функционира. Значи, тие добиле постоење на телесен план, но на духовен план се мртви. Односно, на духовен план се ненасочени. На духовен план се збунети. Или се до тој степен затемнети што тие не знаат со од Бога дадената слобода што да прават. И најчесто, како последица од духовната смрт, прават крајно погрешни избори и за себе и за другите и продонесуваат во овој свет да се шири таа состојба на хаос, на деструкција, на болка, на страдање, на неправда. Ние гледаме што се случува. Јас би рекол дека најголемиот проблем е безнадежта. Дека многумина од луѓето ја доживуваат смртта како крај, како нешто неминовност и после тоа нема ништо. Меѓутоа, Бог ја дава надежта во второто лице Божие, нашиот Спасител Исус Христос. Значи, тој за себе вели, јас сум патот животот, истината и животот. Значи, кога ние би биле без Христос, кога не би постоел Христос и кога не би дошол, едноставно би немало никаква надежда за човекот. Кога говориме за оваа состојба на духовна смрт, значи на духовна изгубеност, духовна збунетост, духовна затемнетост, односно личностна, да го употребам тој термин, ајде да им биде по-лесно на нашите гледачи, значи личностна затемнетост, значи личноста е затемнета, личноста не знае што со себе си, личноста е згрчена, личноста е неслободна, личноста се наоѓа во страв, личноста се наоѓа во состојба на неизвестност, со викаш на безнадежност, и што е најстрашно, во состојба на незнаење. Значи, не знае човекот во овој свет, не знае, живее во незнаење. Сега, колку толку говоревме на почетокот на емисијата, Божјото откровение за многу нешто ни помага, верата исто така, духовниот живот, науката исто така. Да, објективната наука, таа која го потврдува всушност Божјото откровение, на човекот му помага многу работи да сознае и за себе за овој свет. Но сега тој момент што го отвори ти проблемот со смртта, говориме за биолошката смрт, затоа што како последица на духовната смрт, всушност кога говориме ние за духовната смрт која настанала кај Адам и Ева, всушност губењето на тие животодавни, животоодржувачки, животоосмислувачки енергии, несоздадени енергии на силата на Светиот Дух, односно Божјата љубов кога изгубиле, тие го изгубиле не само единството со Бога, туку и единството со самите себе си. Настанува дисхармонија помеѓу духовниот аспект на човековото битие, тоа што ние христијаните го подразбираме под душа, психи или анима на латински или нефеш на еврејски и телесниот аспект. Просто духовниот и телесниот аспект започнуваат еден судир. Се прави еден, како да кажам, една сериозна дисхармонија
во човековата природа и како последица на таа дисхармонија, на сите, треба медицинско лице можеби подобро да ги објасни овие нешта и треба многу време. Настанува таа состојба на старење, значи во самата клетка на човекот, во структурата на телото, тоа е клетката, значи започнува тој процес на старење и процесот на старење е поврзан со процес на болест. Значи, некои органи започнуваат да не функционираат онака како што Бог им ги предодрил да функционираат поради процесот на старење, процесот на духовна смрт, настанува болка и тој процес на старење, процес на болест и така натаму полека го доведуваат нашиот биохемиски механизам, нашето тело во една состојба на биолошка смрт, односно во еден момент телото престанува да функционира, односно организмот престанува да се одржува во живот и настанува она што ние го нарекуваме биолошка смрт. И сега, многумина денеска повеќе се плашат од биолошката смрт отколку од духовната смрт, затоа што не се свесни за застрашувачката состојба што со себе ја носи духовната смрт и така натаму. И дека духовната смрт е всушност причината за биолошката смрт. И се убаво го спомна тоа, братушко, без Христос, без доаѓањето на Месијата, на Спасителот во овој свет, оној кој повторно ни овозможи да го воспоставиме тој живот, давен живот, одржувачки однос со нашиот небесен Отец, во силата на Светиот Дух, без него, навистина овој свет е полн со безнадежност. Така, во негово време, додека бил тој на земјата, има еден случај, слична катастрофа како сега нас што ни се случува, паднала некоја кула и ми се чини убила 100 луѓе. И сега го прашуваат што е ова, зашто ова се случува. Меѓутоа тој многу едноставно им одговара: ако не се покајате, и вие така ќе спогинете. Немој да мислите дека вие сте поправедни, дека вие ќе го избегнете тоа. А што значи сега тоа покајанието? Како покајанието не води кон тој вечен живот? Сега ово убаво што го отвори братушка, сега ова ти го спомна во контекст со земјотресите и така натаму. Но земјотресите што ни се случува пред неколку дена, па и поплавите, такви природни катастрофи како што ги нарекуваме ние, се случуваат навсекаде во светот. Веќе со илјадници години откако отпаднавме од Бога. Овој свет е исто така ставен во состојба на дисхармонија. И значи дисхармонијата во човекот, односно злото во човекот и тој аспект на ширење на дисхармонија надвор од човекот, ние гледаме како се поќе го инфицира и овој свет и гледаме што се случува во овој свет. И гледаме човековата алчност, и човековата лудост, односно човековата суета, гордост, еви да го употребам тој аспект, тој збор кој може би многу точно го објаснува тоа, човековата забеганост. Значи бега од вистинската смисла на своето постоење, значи се повеќе и повеќе го деструктуира овој свет. И ова природата ни возвраќа на еден начин. И убаво го спомна тоа, значи ако ние духовно не се разбудиме, односно тоа што го зборуваш ти, покајанието, ако духовно не се разбудите, вие кои што се духовни мртви, само ќе станете и биолошки мртви еден ден и толку. Истото ќе ви се случи како овие што секојдневно гинат. Така, и ненајавено, непредвидено. И она позната средба со младичот кој сакал да стане Христов ученик, и кога тој му говори на нашиот Спасител, на нашиот Господ и единствен учител, единствен оној кој ни ја дава полнотата на вистината, че вика, ја сакам да дојдам со тебе, но одам да го закопам својот татко, кој бил биолошки мртов. И се Христос вика, остави ги мртвите да ги закупуваат своите мртваци. Значи, нашиот Спасител, нашиот Бог, Творецот, изворот на животот, втората личност на троединиот Бог, Логосот Божи, Зборот Божи, кој заради нас луѓето из нашето спасение стана човек, преку Дева Марија и Светиот Дух, тој го вели ова. Односно, тој ги поистоветува духовно мртвите, односно некои се во состојба на духовна смрт со биолошките мртви. Да. И додека човек не се разбуди духовно, тој не е слободен. Додека човек не се разбуди духовно, не доживее покаяние, метаноја, промена на умот, желба за враќање кон домот на својот Отец Небесен, додека човек не го актуализира, односно не го започне процесот на само себе освестување, сознавање за вистинската смисла на своето постоење. Тогаш тој човек не знае што прави во овој свет. Просто игрите на
злото во овој свет, или тоа ние го нарекуваме сатонското робство, го држат во состојба на илузија, брадуши. Така. И затоа Христос ги поистоветува духовно мртвите со биолошко мртвите луѓе. И што е најстрашно, духовно мртвите луѓе кога барат слобода, Така. и кога се борат за слобода, тие не се борат за вистинска слобода, за ослободување од злото, од духовната смрт, од незнаењето и така. Тие под слобода бараат слобода за слободно актуализирање на нивните страсти, желби, Така. манипулации, владење на другите и така натаму и така натаму. Но страшно. Дури, значи, кога говорат духовно разбуден човек и духовно неразбуден човек, значи, кога употребуваат исти термини, Така, тие сосема подразбираат различно. различити начини. Сосема различити различно. нешта, Така. различити нешта. И затоа кај духовно разбудените луѓе, кај христијаните кои доживеале покаяние, духовно раѓање, кои станале свесни, добиле сознание, а потоа преку крштевањето и преку примањето на Светиот Дух и причистувањето со Христос преку телото и крвта негова, тие полека веќе примајќи ги тие несоздадени божествени енергии, животот, давни енергии што го одржуваат и осмислуваат нашиот живот и во овој свет и во вечноста, тие започнуваат на вистински начин да осознаваат што е животот и да осознаваат што е целта на животот. Така. И да осознаваат дека најстрашната последица од одвојување од изворот на животот, нашиот Бог е состојбата на ова духовна смрт. Духовна смрт. Значи, кога човекот станува цел сам за себе си, значи станува човекот роб на својот егоизам, на својата суета, на својата гордост, на својата завидливост, на своето незнаење, на своето самоуништување. Многу интересно, страшно. Така, постои еден израз кој вели вака: мудрост за еден ден. И кога се случува таа мудрост за еден ден, претпоставам ти како свештенослужител, често ти се случува да погребуваш разни твои духовни чеда, пријатели, родни и така натаму. И сега кои ќе се соберат на тој погреб, посебно ако ненадено починал човекот, до вчера беше мртов, па од вчера беше жив, разговаравме, со него се правевме, и сега наједнаш го снима, замина. И сега почнуваат да размислуваат колку е животот минлив, Така е. колку е непредвидлив и така надолу, и си викаат, па може би треба да променам јас нешто во мојот живот за да не ми се случи истото. Ама после следниот ден, после 2-3 дена, пак си влегуваат После мислата илузијата на секојдневието го врзува човекот така, со од нештата од твоето овој искуство свет. би ми било интересно за нас, мислам и за нашите гледатели, такви некои случаи секојдневни да видиме како ние не размислуваме доволно за животот, доволно за смртта и начинот како се Сега, тоа. вака во православната црква има еден модел од оците на црквата. Така. Баш онака духовна пракса, вика таа духовна пракса се вика благодатно сеќавање на смртта. На латински мементо мори. Значи, благодатно сеќавање на смртта. Подсети се на смрт, дека си смртен. Да. И сега, значи, не ова е многу но не е битно, за немаме толку време да го објаснеме. Значи, човек не треба да бега од смртта. Така. Човекот кој особено кој е духовно разбуден, вака, човек кој духовно не е разбуден. Так. Значи, кој нема контакт со самиот себе си, со духовното во себе си и се идентификува само со својата биохемиска машина, таквиот човек смртта е доживува како крај на своето постоење. Така. Односно, биолошката смрт е крај на неговото постоење. Така. И затоа во умот, во сознанието на таквите луѓе, смртта е ужас. Така. Тој е крај. И таквите луѓе, што викаш ти, ден или два додека се сооча со проблемот на смртта, тие можеби почнуваат да размислуваат, но секојдневието и грижите на овој свет, и илузијата на овој свет, и хипнозата сотонска до овој свет, полеко ти излекуваат од таа реалност за вистинското разбирање за себе си, и ти влегуваш повторно од таа игра, борба за власт, борба за материјални добра, его приказки, суети и така натаму. Влегуваш во таа приказка на духовна хипнотизираност. Сега, за таквите луѓе смртта е крај. Биолошката смрт е крај. За духовните луѓе биолошката смрт е премин. Така. Премин. Значи, според тоа што вака се, нашиот тум не може, говоревме на почетокот на емисијата, да продре во тие повисоки сфери на екзистенција. Значи, ние за
за тие сфери добиваме сознанија од Божјото откровение, особено од сето она што нашиот Спасител Господ Исус Христос ни го открил за тоа. Так. Значи тој ни открил дека од надвор од реалноста на овој свет има една друга реалност што евреите ја нарекувале Шеол. Така. Со текот на времето кога се преведувало Светото писмо од еврејски на грчки, се употребувал терминот Ад или Хадес, ама не со грчко значење. Значи, ова како состојба, духовна состојба во која заменувале душите, односно духовниот аспект на постоењето на сите оние што постоеле во овој свет. Пред Христос, душите на сите оние што живееле во овој свет заминувале во таа состојба на Шеол или Хадес, Ад. Значи, по Христовата откупителна жртва на крстот, по она мистерија на нашето откупување, победата на злото, победата над гревот и победата на сотоната кој што нас не држи во духовно робство, Христос, нашиот Спасител, како вистински човек, тој вкусува смрт, но со својата божествена природа и човечка душа заминува во Адот или во Шеолот и ги извлекува душите на сите оние што биле во таа состојба. Како што ни сведочи Светото писмо, како што ни сведочи преданието на црквата, исто така. Христос, нашиот Спасител на крстот, му вика на разбойникот од неговата десна страна кој што се покајува. Так. И тој вели во последниот момент, да, и дури го препознава во ликот на оној разнат рабин од Галилеја, Спасителот на светот. Значи, на еден духовен план, и затоа вели он, спомни се за мене, Господи, кога ќе дојдеш во твое, спомни се, и Христос му вели, ти велам, денеска ќе бидеш со мене во рајот. Значи, Христос му открива уште една, тука ни открива на друга, уште една димензија, дека постои небесна димензија, односно, таа небесна димензија е димензија која е состојба која ни приближува кон Бога, која ни дава можност за единство со Бог, односно состојба на, да се изразам низ поетска терминологија, ама и низ философска и теолошка, значи состојбата на рајот или состојбата на небесата е состојба на светлина, односно состојба на свесност, состојба на просветленост, состојба на љубов, состојба на вистина. Адската состојба е состојба на несвесност, на духовна неразбуденост, состојба на само себе затвореност, на егоизам, на завидливост, на подлост, на манипулативност, на деструктивност. Значи, душите кои не се ослободиле од оваа болест, на духовната смрт, на егоизмот, на завидливоста, на деструктивноста, лагат и така натаму, кои самите дозволиле нивните темни мисли, нивните темни чувства, нивните темни дела да ги направат темни или црни, тие заминуваат во една таква духовна состојба. И обратно. Значи, тие души, односно тие личности, кои го избрале Творецот, кои го избрале нашиот Небесен Отец, кои станале Христови ученици, ја прифатиле Христовата откупителна жртва, се крстиле, ја примеле во себе си силата на Светиот Дух, се отвориле за делување на тие несоздадени божествени енергии, се причестувале со Христос, живееле како негови ученици, се очистувале од завидливоста, од гордоста, од егоизам, од подлоста и така натаму, и потикнувајќи во себе светли мисли, светли чувства, светли состојби, тие самата душа своја ја воведуваат во таа состојба на светлина. Или некој би кажал во состојба на светост. И тие заминуваат во една таква духовна состојба. И сега, и Христос ни кажал дека и тоа не е конечно. И оние што заминале во Адот, и оние што заминале во небесната сфера, сите тие ќе излезат на конечниот суд. Значи, Христос еднаш во овој свет дојде како јагне Божјо, како наш Спасител, но на крајот на овој свет ќе дојде како судија на живите и мртвите. На крајот на овој свет ќе настане она што ние го нарекуваме воскресение. Значи, повторно Бог ќе ги пресоздаде нашите тела, како што го создаде телото на Адама, така на крајот на овој свет, од прав земен, значи, од сите елементи од овој физички универзум, Бог ќе ги пресоздаде нашите тела и повторно нашите тела ќе ги спои со нашите души, односно ние повторно ќе станеме актуализирани личности. Тоа Христос го нарекува наше повторно раѓање за вечен живот. Тоа е воскресение од мртвите. Значи, Анастасис, воскресение од мртвите. Сега, сите оние кои
го напуштиле овој свет и своето тело, на крајот на овој свет повторно ќе го примат своето тело, но тогаш телото ќе биде ослободено од сите последици на падот, односно од сите инфекции на злото, и сите по воскресението ќе застанат, ако може така да се каже, па и може и во буквален смисла на зборот, пред судот Господов. Значи сите ќе застанат пред судот на Севишниот. Значи сите нас не очекува суд. Сега, оние кои се подготувале за таа вечна совршена состојба на постоење на Царството Божјо, на слободата во полнота, на животот во полнота. Тоа е Царството Божјо. Живот во полнота, слобода во полнота, радост во полнота, знаење во полнота, творештво во полнота. Значи, таквите личности ќе го примат тој повик да влезат во владењето на Творецот, во неговото царство. А оние личности кои не се подготвили за таа состојба и не може да учествуваат во таа состојба, самата таа состојба што не може да учествуваат во таа состојба се нарекува Геена, огнено езеро или втора смрт. Значи, Геена всушност Христос користи тука еден термин од негово време, тоа било едно ѓубриште, блиску до. Сака да каже дека оние кои нема да влезат во Царството Божјо ќе се најдат како во состојба на отфрленост, како во состојба на ѓубре, затоа што самиот свој живот, самата своја личност ја претвориле во ѓубре, разбираш. Иако има многу нешта да се говори околу оваа состојба, колку нашиот ум и може да продре во сите тие нешта, а за сето тоа најповеќе се сите тие нешта, па особено тие ескатолошки нешта за крајот на овој свет, најповеќе се откриени од Бога преку апостолот Јован Богослов и запишени во неговата книга Откровение, Јовановото Откровение или Апокалипсис, таа се наоѓа на крајот на Светото писмо. Всушност, на почетокот на Светото писмо ние спознаваме како Бог го создал човекот, зошто го создал човекот и феноменот на животот, спознаваме зошто овој свет е ваков како што е. Централната тема на Божјото откровение е Христовата откупителна жртва, повторно отворената врата кон вистинската состојба на постоење и вистинската слобода, и на крајот Светото писмо завршува со судот Господов, дека сите ние како личности ќе одговараме за животот. Дали животот даруван од Бога, дали нашата личност дарувана од Бога, дали нашето постоење дарувано од Бога, дали тие потенцијали што Бог ни ги дал за постоење во живот, сме ги искористиле и сме ги исполниле со добро или со вечност, или со зло, безсмисленост или безнадежност. Тоа е нашата слобода, тоа е нашиот избор и секој според својот избор, својата слобода и според тоа што ќе направи во овој свет и со што ќе се исполни, дали ќе се исполни со светлина и со темнина, во таква состојба и ќе замине. Ти благодарам, отец Ивица. Ние отворивме денеска, за мене, се надевам и за многумина од нашите гледатели, интересна и суштинска тема. Тоа е, братучко, проблемот на животот, односно феноменот на животот, смислата на животот, проблемот со злото, проблемот со смртта, проблемот со духовната смрт, проблемот со биолошката смрт, проблемот со изборот на човекот и така натаму, проблемот на ескатонот, што не очекува на крајот на овој свет и така натаму, и на крај на крајовите проблемот со тоа што самите од себе ќе направиме. Значи, сепак Бог многу нешта ни дарува и ни дарува и ќе ни дарува и понатаму, но сепак Бог не може да оди против нашиот избор. Затоа што Бог не создал како личности, не му слични, и тој ни ја дава таа вредност да бидеме на тој план равни со него. Значи, не ја наметнува својата волја на нашата волја. Ние сами избираме дали ќе го прифатиме животот или ќе прифатиме некакви состојби кои се против животот. Се надевам дека со нашава емисија и не само со ова, и со претходните и со идните, ќе им помогнеме на луѓето да го направат тој вистинскиот избор, за да живеат во вистината и за да екзистираат во вечниот живот. Братучко, еве, убаво е кога веќе отвараме третата сезона, не случајно и со оваа тема, односно неколку теми беа. Значи, ние на оваа маса поставивме многу духовни, се надевам вкусни јадења. И се тоа со цел, значи, на нашите гледачи да им помогнеме во вистинската потрага
по вистинските вредности. Так. Значи, во овој свет, за жал, и во ова наше време, има многу нешта кои се Лажни вредности. наметнуваат како вредности, демек се вредни, а суштина се отров, Так. кој го труе и нашето битие на биолошки план, а пред се и на духовен план. Целта на оваа мисија е да им помогнеме на нашите гледачи, значи да трагаат, значи мора да трагаат. Тоа не е така едноставно да ги најдат вистинските нешта, да трагаат, но кога ќе ги најдат, да ги препознаат кои се оние вистински нешта кои го осмислуваат нашиот живот и во овој свет и во вечност. Благодарам. Благодарам, Радушко, и се надевам понатоа со Божји благослов ќе бидеме се пополезни на нашите гледачи. Амин.